Поздрав, пленумци! Немојте да се плашите, се извинувам, јас мислам дека во овој момент поважно е ним да им зборувам, отколку да им зборувам на овие овде што се во оваа зграда. Ама, бидејќи разбирам што е информативност, еве да се завртам и на кај камерите. Бидејќи всушност во овој момент повеќе се обраќам до јавноста во Македонија отколку до овие овде. И токму овие овде, кои што не можам да ги наречам со никакво друго име, освен ова се безгласни букви, обични мегафони, обични трабанти, гласноговорници, кои што всушност треба да се викаат трговско друштво со ограничена одговорност МОН. Бидејќи тие никогаш не смеат ништо да кажат. Никогаш сами ништо не кажале. Нивниот интерес е само, нели, кога ќе се пројават некакви тендерчиња, тогаш доаѓа до нив она што треба да го кажат. А инаку, всушност, сето друго доаѓа од друго место, а тоа другото место, па нормално човекот е толку многу зафатен, кај може се да следи и сега вие сакате да имал време и за образованието, па потешко малку, потелко. Не може да стаса и тоа да го обмисли и да го реши. Инаку, минатата година учебна, цело полугодие се случува вакви работи. И овие овде нормално не можеа тоа да го разберат, а нормално како да очекуваме дека тие повторувачи ќе разберат што е тоа образовен процес и ќе знаат како да го решат. Не можат тие да го решат. И мене ми е јасно и затоа ми е многу и, да кажам, тажно што моравме пак овде да се собираме на истиот начин. Но јасно ми беше дека со вакво трговско друштво, освен одново собирање, не може нешто друго да се случи. Но затоа, овде вие, одново ми ја будите надежта, одново ми покажувате дека сепак во Македонија имало надеж дека ќе има демократија, затоа што вие сте првите знаци на демос. Вие заедно со студентите покажавте дека во Македонија може да има демос. А ако има демос, ќе има и демократија. А ние, вашите наставници, вашите родители, кои што ја закашкавме целата работа молчејќи, двојќи глави, ве доведовме во оваа ситуација и сега пак ве оставаме овде сами. Интересно беше ова што се случуваше вчера, завчера и денеска во нашите училишта прочуени. Како одеднаш се растрчаа инспекцијски служби да наоѓаат решение. Зашто? За да не се случил ваков марш. Наместо да доаѓа и да ве прашаат кои се проблемите околу кои што треба да се разговара. Наместо нас, наставниците, да не прашаат кои се проблемите околу кои што треба да се разговара. Како да се подобрува квалитетот на образованието? Не, тогаш се молчеше. Поминуваше времето. Еве, дојдевме на крајот на октомври, а освен ваква една акција, а ова каква акција? Акција, што би се рекло чисто инспекцијски, па да не речам полициска акција со закани. И исклучиво, па со закани никаде не се стасува. Заканите кога тогаш ќе доведат до револт кој што ќе биде против одговор, што е лош. А зошто да одиме кон такви против одговори, кога може низ разговор тие работи да ги решиме? Затоа треба тие кои што треба да го прават тоа да поттикнат, да му се обратат на тој големиот, главниот кој што не им дозволува ништо да кажат. А во неговите говори срамота беше тоа што се слушна.
кога ги навредуваше учениците, кога ги навредуваше родителите, кога ги навредуваше наставниците, затоа што никој воопшто не се грижел за младите луѓе во Македонија, освен тој. Само тој се грижел. Во вакво однесување, кога всушност со игнорирање на суштината, ништо друго и не може да се случи. А како и да се надеваме дека ќе има суштина од нешто што е празно. Овие така наречени реформи, кои што се целосно само форма, без суштина, се празни реформи, празни, како празните глави на овие што стојат во оваа зграда овде пред нас. Бидејќи овие барања што вие ги поднесувате овде, всушност ја покажуваат вистинската суштина, ама тие зад себе не носат нешто што се вика господин профит. Нема во овие барања господин профит. Затоа во летниот период, нели, не излажаа минатиот пат дека ќе се создадат некакви тимови, групи, а фала Богу, до сега никој не знае, дури мислам ни самиот премиер не знае кои се членовите на работните групи и како работат тие. Меѓутоа, нели, излезе министерот и кажа, има работни групи, одново сето тоа се работи и ќе има нов пристап кон екстерното, што ќе се случил уште во јануари. Меѓутоа, никој не знае. Ниту ученици знаат, ниту наставници знаат дека се случува тоа. И реков, ниту пак овие овде во МОН знаат дека се случува такво нешто. Веројатно или неверојатно, туку сигурно затоа што воопшто не се ни случува, бидејќи вие само овде ќе бидете проверени на еден друг начин. Колку сте издржливи, дали сте издржливи, дали можете да ги поднесете сите тие нешта што ви ги подготвуваат, а се со цел за подобрата иднина. Кога сето тоа ќе тргне онака како што треба, бидејќи образованието е еден сложен, комплексен и многу сериозен процес кој што бара сериозно и внимателно подготвување и пристап во кој што се создаваат личности, а оценувањето, кое овде е примерна цел, е само еден дел од сето тоа. А ние сега постојано со овие закани преку тоа оценување треба да бидеме исплашени. И стравот да не води, нема да не води стравот. Без оглед што денеска половина училишта беа заклучени, сепак овде што сте вие покажува дека на вистина во Македонија има надеж, има демос, ќе има и демократија.